Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. По пожарот во модуларната болница во кој има жртви, владата и општина Тетово прогласија 3-дневна жалост. Јавното обвинителство соопшти дека издаде наредба за обдукција и идентификација на 14 тела на починати во синочешниот пожар. Председателот Стево Пендаровски во Тетово рече дека мора детално да се истражи која била причината за избувнувањето на пожарот. Тешка ноќ и тажно утро за Тетово. Животот го загубија 14 лица во страотниот пожар кој се случи во модуларната ковид болница во Тетово. Голем број граѓани се обидуваа да помогнат. Семејствата на починатите хоспитализирани пациенти се обвиткани во црно. Се уште се утврдуваат точните причини за избувнување на пожарот. Страорна ноќ за тетовци. Според информациите од Министерството за здравство, 14 лица го загубија животот во пожарот кој избувна во модуларната болница во Тетово, каде што се лечеа пациенти болни од COVID-19. Социјалните мрежи и медиумите беа преплавени од видеоматеријали на кои се прикажува страотниот пожар, кој пожарникарите го гасеа околу 40 минути. Пожарот избувнал во 21 часот и 2 минути, а големи групи граѓани се обидуваа несебично да помогнат. Погаснењето на пожарот и излекувањето на телата увид на местото на настанот извршуваа јавни обвинители, пошто ќе се чека официјално утврдување на причината заради која избувнал пожарот. На местото на трагедијата има засилено полициско обезбедување. Медиумите подсетуваат и на изјавата на економскиот директор на болницата пред да се пушти во употреба модуларната болница за одредени неправилности кои тој бараше да се санираат. Сепак тој тогаш потенцираше дека грешките биле минорни и се однесувале на подот и некои мали инфраструктурни грешки. Надлежните постојано апелираат на неширење шпекулации и велат дека кога ќе ги имаат точните податоци, јавноста ќе биде информирана. Повеќе настани кои беа закажани за следните денови се откажани. Председателот Стево Пендаровски ја посети модуларната болница во Тетово, каде што се обрати на медиумите. Изрази длабоко сочувство до семејствата на загинатите лица и истакна дека мора детално да се истражи која била причината за избувнувањето на пожарот. Најави пристигање на странски експерти со цел, како што кажа тој, да нема сомнеш во истрагата. Надлежниот јавен обвинител ме информираше дека за околу саат до 2 и формално ќе го завршат увидот, кој трае веќе втор ден и во најбрз можен рок потоа ќе излезат со нивниот извештај. Процедурата е, тие даваат наредби до другите надлежни институции, од обдукција до Министерството за внатрешни работи. Обвинителот ми рече дека ќе им даде многу кратки рокови, веројатно 5 дена за секоја институција да одговори од својата надлежност по нивното добивање, значи на тие сепаратни извештаи, ќе излезе тој со свој збирен извештај, во кој ќе се види дали прво што е причината за пожарот и второ дали за тоа евентуално има и некаква човечка грешка. Значи во овој момент сме во оваа фаза. Знаете, предпоставам за последната одлука на владата на Република Северна Македонија да прогласи 3-дневна жалост на територијата на целата земја и да повика и странска експертиза да помогне за овакви специфични настани, специфични пожари. Од сето она, вие тоа го знаете, го следите од вчера наому нон-стоп, од сето она што го чув и од одговорниот во противпожарната екипа, за само неколку минути изгорел целиот објект. Што е само по себе основа за анализа. Меѓутоа, тоа е работа на надлежните институции. Ние имаме доволно стручни кадри во сите овие институции кои се инволвирани во ова, наречам, повеќе слој на истрага. Ја не се сомнам дека за кратко време ќе ја знаеме вистинската причина. Ова што сакам да јавно да го кажам во овој момент, до овој момент, бидејќи имаше и такви шпекулации,
Јас ова утро разговарав на пример со претседателот на Словенија, Пахор, кој ме праша исто. Има различни шпекулации дека е можеби подметнато, дека има врска со 30 години независно, дека има некакви конспирации за тоа. До овој момент нема никаков индикатор дека ова е направено намерно со цел да се постигне некаква друга политичка цел. Меѓутоа, велам, тоа е во овој момент и се разбира, тоа ќе ви го каже денеска или наредниве денови надлежниот јавен обвинител. И она што го прашував, колку легла биле пополнети од тие што биле на располагање, мислам дека од сите легла на располагање 8 воопшто не биле пополнети, сите други 26 чинам се биле пополнети и во моментот пред или во моментот на избивање на пожарот има уште 4 или 5 медицински лица, сестри и доктори. Многу е тешко да се каже дали се тие меѓу овие 14 тела кои се на судска медицина, затоа што ова што го добив последно од судска медицина е дека денеска, веројатно можеби утре најдосна, ќе биде завршена обдукцијата на сите 14 тела, меѓутоа потоа почнува постапката за утврдување на причините и идентификацијата на луѓето, значи кои се луѓето. Во овој момент ние не знаеме кои се овие 14 лица. Затоа во текот на денешниот ден ме информираше еден од надлежните, се повикани роднини на тие што лежеле тука, сите, да дадат крв и да дадат други да речем друг материјал за идентификација кој ќе им помогне побрзо да ја завршат таа работа, бидејќи идентификацијата на лицата, јасно вие со оглед на се што го гледате, една страшна несреќа дека оди тешко и ќе оди тешко, затоа се бара и ваков тип на помош. Значи не можете визуелно од прва да видите за кого станува збор. Она што знам за граѓани прашувате, она што знам е дека граѓани помагале едно 7-8 луѓе да се извлечат преку прозор од натре од просторијата во која избил пожарот. Не сум чул дека биле натре. Тоа ќе го прашате директорот на болницата. Ја би апелирал од додатна одговорноста, не затоа што сакам да избегнам одговорни на такви прашања, меѓутоа од додатна одговорноста да оставиме да помине некој ден, да ги видиме сите овие првични наоди на истрагата и се разбира и објективна, и субјективна, и политичка, и морална, и секаква друга одговорност ќе бараме, бидејќи станува збор за трагедија незапаметена во државата со децении назад. Во овој момент надлежните институции треба да одговорат и на тие моменти, на тие работи, тие прашања. Но јас мислам дека се уште рано. Мислам дека се уште рано и немаме ни 24 сата од кога изби пожарот. Дали ќе барате оставки? Не. Ако се потврди дека е сепак до... Па јас инсистирам секој пат да има одговорност. И морална, и политичка, и субјективна, и објективна, каква и да има, да се научиме на тие работи, меѓутоа не можам да тврдам во овој момент, бидејќи навистина не знам дали постои основ за таква одговорност. Она што го знам е дека во што фокус временски период мораат сите надлежни органи, ние како држава во целина мораме да реагираме брзо, да направиме темелна истрага и да излеземе со извештај во кој никој нема да има сомнеш. И во таа смисла го поздравив понудата која владата денеска ја прифати од странски меѓународни експерти со репутација да дојдат тука и да видат што се ние работиме за да нема сомнеш дека некој нешто прикрива или не сака нешто да истражи потемелно и до крај. Да постои понуда од неколку држави членки на НАТО алијансата, од, да не ги именувам, од најмоќните во Европа, да помогна со стручна експертиза во тој дел. И мислам дека тоа ќе се случи, нивното доаѓање би требало да се случи најверојатно во следните 48 часа. Јавното обвинителство соопшти дека издаде наредба за обдукција и идентификација на 14 тела на починати во синоќешниот пожар. Во соопштението е наведено дека се испитува дали има и други починати лица. Синојка се донесени 14 тела настрадани во пожарот во ковид центарот во Тетово. Започнати се обдукциите, уште касно синојка, формирани се тимови. Денеска очекуваме да се завршат обдукциите. Во зависност од тоа во каква состојба ќе бидат телата за сите обдукции зборам, такви методи на идентификација ќе примениме. Очекувам идентификацијата да биде брза и да можеме што побрзо да ги предадеме телата на роднините. До сега се направени 4 обдукции, во тек е работата на останатите 10. Обдукциите уште траат, нити можувам да зборам за причината за смрт, ниту пак за друго останато. Ви кажувам информации кои што
мислам дека треба да ги имате. Го дадовме максимумот од себе, истакна командирот на територијалната противпожарна единица Тетово УК Алити. Сите пожарникари, освен еден кој останал да прима повици, излегле на терен за да интервенираат во синочешниот пожар во модуларната болница, каде се лекуваа пациенти болни од ковид. Пожртвувано се бореле за да спасат се повеќе животи и да ги локализираат пламените јазици, а командирот ги истакна сите детали околу големата трагедија. Во 21 часот, во вечерните часови и 2 минути, во територијалната противпожарна единица Тетово, многу граѓани ни пријавија дека во модуларниот ковид центар при клиничкиот центар Тетово, значи избувнал пожар, значи излезено е со 3 противпожарни возила и со 16 пожарникари. Додека биле 17 на смена, значи само еден пожарникар останал да прими повици, другите сите излегле на лице место, стигнале многу брзо, значи за кратко време стигнало овдека брзо и почнале да интервенират. Првата интервенција, значи можем да ви кажувам дека со 2 противпожарни возила, значи се интервенирало од внатрешната страна, значи у медицинскиот центар. После се видело дека требаше да се интервенира и од другата страна, значи од страна на кај реката со едно противпожарно возило и со една екипа. Биејќи тука требаше да се работи за да се гаси пожарот, но исто време и да се направи евакуација на луѓето или па болните што прележеле тука, што биле прележани у ковид центарот. Нашата работа и нашата професија тоа секогаш го зема предвид, биејќи овој пожар што избувнал во модуларниот ковид центар можеше, значи пламените јазици беа толку големи што можеше да се фати и некој друг објект, тогаш штетата би била уште поголема, значи сме дајале све од себе, значи максимумот сме го дајале, само да не пламените јазици да не се прошират и да можеме да извадиме што повише луѓе. Во тие моменти ние не сме виделе и не сме мислеле дали ваѓаме живи или да не речем мртви, значи колку што сме могле, толку сме извадиле, но треба да нагласиме одека дека и многу граѓани, па и од лекарите ни дадоа многу помош за да ги евакуираме тие луѓе што биле прележани у модуларниот ковид центар. У модуларниот ковид центарот постојат и имат боци, значи со кислород. Боците со кислород тие од голема температура, при голема температура, еве како што се догоди синојка, значи експлодират. Но да ви кажем дека кислородот се знае дека не гори, само експлозија прави, но помага на проширување на пламените јазици. Значи моравме тука да бидеме предпазливи и кај боците кога експлодират. Значи немавме таков случај да видиме да имаме проблеми со боците. Немаше боци во објектот. Немаше. Да. Имаше само една експлозија на една боца, кај другите објекти, биејќи ги има многу повише, немаше. Тридневна жалост во Тетово по пожарот во модуларната болница во кој има жртви.
Ваква одлука донесе општина Тетово, при што беше најавено дека ќе бидат издвоени материјални средства за семејствата на починатите. И владата одлучи во земјава за денови на жалост да бидат прогласени денес, утре и задутре, четврток, петок и сабота, а знамето на Република Северна Македонија ќе биде истакнато на половина Копје. Тетовчани велат дека настанот никогаш нема да се заборави. Тетово тагува. Граѓаните во неверување по пожарот кој се случи синоќа во модуларната болница каде се лекуваа пациенти со COVID-19. Повеќето не сакаат да зборуваат пред камера, а најчесто преку социјалните мрежи упатуваат сочувство до семејствата на жртвите и жалат за изгубените животи. Велат дека тетовчани никогаш нема да го заборават овој пожар. Сочувство до семејствата. Нормално дека е голема загуба. Тие луѓето се лечеле од епидемија, погинали од пожар. Много страшна работа ето. Како беше хорор, да ти кажем искрено. Бил сам овде. Што да кажемо, овој пожар е пожар, тоа се знае овој, нема што да кажемо. За 10 минути овој се прави што се прави. Па тоа нас ни е жалова, не се заборавува никогаш. Со едноминутно молчење тетовските советници на вонредна седница на Советот им оддадоа почит на загинатите во пожарот, пошто беше донесена одлука за прогласување тридневна жалост во градот, додека по добивањето на официјални информации беше најавено дека ќе бидат доделени материјални средства на семејствата на починатите. Најпрво дозволите ми да искажам моето најдлабоко сочувство до сите семејства кои за жал ги изгубија членовите на своите семејства во оваа голема трагедија. Исто така сакам да искажам сочувство до сите граѓани на Тетово, имајќи го предвид фактот дека во оваа трагедија сите изгубивме браќа, сестри, наши сограѓани. Како што веќе бевте информирани, се одржа седница на Советот, дадени се 3 дена, објавени се 3 дена жалост и исто така додека ги добиеме официјалните информации во однос на идентитет на жртви од фондот, емергентниот фонд што го имаме како општина Тетово, ќе интервенираме до тие семејства. Тетово изминатиот период беше едно од жариштата на пандемијата. Токму модуларната болница беше еден од објектите каде се сместуваа пациентите со COVID-19 заедно со инфективното оделение и интернистичкиот блок. Бидејќи во овој бран на пандемијата има најмногу хоспитализирани пациенти, но имаше и голем број смртни случаи како последица од компликации на болеста. Три лица од Гостиларско не ги почитувале решенијата за изолација. Приведен 47 годишник кој што го нарушил јавниот ред и мир во угостителски објект. Следуваат информациите од полицискиот билтен. Вчера полициски службеници на СВР Тетово во рамките на редовните контролни активности на лица со решенија за изолација, издадени од Државен санитарен и здравствен инспекторат, утврдиле дека 3 лица од Гостивар и гостиварските села Градец и Ломница, иако имале решенија за изолација и домашно лекување, не ги почитувале решенијата и не се наоѓале во нивните домови. Против овие 3 лица ќе бидат изготвени соодветни поднесоци за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија, согласно член 206 од Кривичниот законник. Вчера околу 16 часот и 45 минути полициски службеници на СВР Тетово привеле 47 годишник кој претходно го нарушил јавниот ред и мир во угостителски објект во Тетово, а потоа и се однесувал агресивно кон полициските службеници. Тој бил задржан во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто ќе му биде изготвен поднесок по законот за прекршоци против јавниот ред и мир. Во рамките на континуираните активности за поголема безбедност на патиштата во Полошкиот регион, вчера од 10 до 16 часот на Тетовското подрачје спроведена е акцијска контрола за брзина, во која биле откриени и санкционирани 37 пречекорувања на максимално дозволената брзина надвор од населено место. 8 од пречекорувањата биле за над 70 км на час повеќе од дозволеното, а 19 за над 50 км на час повеќе од дозволеното. Покрај ова констатирани се и 32 пречекорувања во
населено место, најмногу за 30 до 50 км на час повеќе од дозволеното. При контролат исто така санкционирани се и 5 други видови сообраќајни прекршоци. Вчера во периодот од 10 до 16 часот на гостиварското подрачје спроведена е уште една засилена контрола за пристигнување, во која се санкционирани 33 прекршоци. Санкционирани исто така били и 3 други видови сообраќајни прекршоци. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.